Американскиот државен секретар Мајк Помпео и вршителот на должноста секретар за одбрана Патрик Шанахан го информираа Конгресот за ескалацијата на тензиите со Иран. Тие, како што изјавија по целодневните состаноци зад затворени врати, ги убедувале конгресмените дека администрацијата на председателот Доналд Трамп сака да одврати агресија од Техеран, а не да ја нападне Исламската република. We do not want the situation to escalate. This is about deterrence, not about war. Реториката меѓу Техеран и Вашингтон ескалираше во последниве неколку недели откако Соединетите држави ги зајакнаа санкциите со цел, како што беше наведено, да се постигне подобар договор со Иран од оној на претходниот председател Барак Обама. Од овој договор Трамп се повлече лани. Соединетите држави разместија носач на авиони и дополнителни сили во регионот на Персискиот залив како одговор на разузнавачки податоци дека Иран можело да действува против американските интереси. Овие обвинувања Техеран ги отфрла. در فشار قرار بگیره ملتی در فشار قرار بگیره اما ملت ایران سر تعظیم و سر تسلیم در برابر قلدر مآبها سر فرود نخواهد آورد. Републиканските сенатори, како и владините представници, ја отфрлаат перцепцијата дека ова е најава за војна. We're ready to respond if we have to. The best thing to happen is for everybody to calm down and Iran to back off. The action taken by the administration is totally appropriate. It has been desired and designed to deter action on the part of Iran or their surrogates. Демократите не се толку уверени во тоа. There was no effort to lay out a thoughtful interdepartmental strategy for how this is ultimately going to wind up in a better deal. But let me just say, I worry very much that intentionally or unintentionally we can create a situation in which a war will take place. Според истражувањето на Reuters објавено во вторникот, 51% од сите американци веруваат дека Соединетите држави ќе влезат во војна со Иран во следните неколку години, а само 39% одобруваат како Трамп се справува со Иран.